Хајди Штериова од ХОПС, гостинка кај колешката Елизабета во Скопски АГОЛ. Елизабета, повелете. Добро утро. Денеска се вклучуваме од градскиот парк, каде што вчера се одбележа 2 јуни, денот на сексуалните работници. Со нас на линк е Хајди Штериова Симоновиќ, директор на организацијата ХОПС, Опција за здрав живот. Добро утро и добро дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Како што кажав и во најавата, вчера се одбележа Светскиот ден на сексуалните работници. Под мотото "Црвениот фустан убаво ми прилега". Не знам дали ќе можат да ги забележат црвените фустани позади нас гледачите, меѓутоа ние ќе објасниме зошто е ова мото избрано за овогодинешното одбележување и како се случи токму црвениот фустан да биде заштитен знак. Значи, прво да кажам, 2 јуни е меѓународен ден за унапредување на правата на сексуалните работници, кој што се одбележува од 1975 година. За прв пат бил одбележан, за прв пат се случило во Париз во Франција, кога група на сексуални работници незадоволни од третманот на властите и на институциите и воопшто генерално на целото општество, излегле гласно, јавно да протестираат и да искажат дека сакаат унапредување на нивните права. Од тогаш скоро 40 години низ цел свет организации поддржувачи и заедниците на сексуални работници го одбележуваат овој ден со цел унапредување на нивните права. Трета година поред ХОПС заедно со своите партнери СТАР, прв колектив на сексуалните работници на Балканот и коалиција Маргини, кои што сме здружени во неформална платформа за декриминализација на сексуалната работа, го одбележуваме овој меѓународен ден со цел да упатиме порака до доносителите на одлуки, меѓутоа и до целото општество, дека сексуалните работници се еднакви со нас, дека заслужуваат почитување, дека треба да им се почитуваат нивните права подеднакво како и на сите други граѓани и треба да им се унапредат правата во смисла на признавање на сексуалната работа како работа, почитување и унапредување на нивните здравствени и социјални права. Црвениот фустан го избравме, тоа беше идеја произлезена од самите сексуални работници, значи и сите пораки кои што може да се видат позади поставени на инсталацијата, се исто така пораки од самите сексуални работници кои што сакаат јавно да ги искажат. За жал Македонија се уште е општество кое што стигматизира, дискриминира и каде што сексуалните работници се уште не се доволно охрабрени во лично име да излезат и гласно да зборат за своите права. Од тие причини, на ваков начин сакавме да ги пренесеме гласно нивните пораки. Така, споминавте и правата на сексуалните работници. Токму тоа сакав и да ве прашам, има ли никакво подобрување во насока на обезбедување на поголеми права во однос на здравствено осигурување, во однос на работнички права, декриминализација на нивната работа? За жал, сексуалните работници се една од најмаргинализираните групи во нашето општество, со тоа и една од најранливите групи. Знаеме дека со последните измени во здравствената заштита и во здравственото осигурување сите граѓани навидум треба да имаат здравствено осигурување и пристап до здравственото осигурување бесплатно доколку не се вработени и не можат сами да си платат. Меѓутоа ние се уште во заедниците на сексуални работници имаме луѓе кои што не можат да добијат здравствено осигурување поради разни причини, например немаат лични документи, немаат извод, не се запишани во матичната книга на родени и слични такви проблеми, социјални проблеми. Исто така можам да кажам дека, например, еве сега за време на пандемијата беа пропишани повеќе мерки, економски мерки со цел помош на социјално загрозените граѓани, меѓутоа за жал за дел од овие мерки сексуалните работници исто така не беа соодветно прилагодени ваквите мерки за маргинализираните групи како што е заедницата на сексуални работници во однос на работничките права. Што да кажам, значи во Македонија сексуалната работа се уште е прекршок, значи казниво дело кој што се казнува со глоба од 600 до 800
500 евра, доколку бидат фатени да даваат сексуални услуги на јавно место, согласно Законот за прекршоци против јавен ред и мир. Меѓутоа, согласно законот не, ама де факто во реалноста се случува и сме имале такви случаи многу, да бидат и криминализирани со одредени кривични дела кои што се пропишани во кривичниот законник, како на пример што се случи со рацијата во 2008 година, кога членот 205 пренесување на заразни болести беше буквално злоупотребен да се криминализира сексуалната работа и сексуалните работнички. Против нив се водеше и кривична постапка. Водевме потоа постапки, самите сексуални работнички поддржани од ХОПС и партнерите, поведовме постапки пред судовите за заштита на на правата што им беа повредени во оваа постапка. Тие постапки сега се пред Европскиот суд за човекови права, чекаме од таму одговор, меѓутоа сакам да кажам, праксата ги криминализира, иако представува само прекршок. Затоа ние како поддржувачи и самата заедница на сексуални работници бараме декриминализација на сексуалната работа во Македонија. Што значи тоа? Значи тоа значи прво да се тргнат прекршокот кој што ги пенализира сексуалните работници и тоа што го работат, да се соодветно регулираат одредбите во кривичниот законник така што ќе биде казнива сексуалната експлоатација, а не доброволната сексуална. Сексуалната работа е доброволна. Ако не е доброволна, тогаш не станува збор за сексуална работа. Тогаш станува збор за некаква форма на трговија со луѓе, насилство, сексуална експлоатација. Така што ние се заложуваме да членот 191 или да се тргне или да се преформулира, меѓутоа исто така и од членот 205 да се тргне во ставот 1 дека преку полови дејствија може да се стори тоа кривично дело кое што беше злоупотребено во 2008 година од страна на тогашните власти. Би сакала да ја прашам тукму и за кривичниот законник кој што во текот на вчерашниот ден од владата имаше и соопштение дека ќе претрпи измени. Овие измени ќе ги упатат тукму и сексуалните работници. Би сакала да го прокоментираме и тој дел. Дали сте задоволни од оваа најава за измени на кривичниот законник? Значи, ние имаме представник во работната група, не поканија да учествуваме во работната група која што работи на измените на кривичниот законник и секако дека ќе дадеме наш придонес во однос на измените. Меѓутоа, ја слушнав изјавата на портпаролот на владата вчера, тоа што беше изјавено, односно делата кои што беа посочени дека со тие ќе се декриминализира сексуалната работа, тоа значи воопшто не е начинот на кој што треба да се случи тоа. Прво, терминологијата која што се сака да се употреби за тие нови дела, полов напад, тоа е застарена терминологија, значи треба да се користи сексуален напад, сексуална експлоатација и слично, меѓутоа тие дела се однесуваат на non-consensual, сексуален однос без согласност. Значи, кај нас во моментот силувањето е регулирано на начин што жртвата мора да дава отпор. И само такви дела како се процесираат како силување. Иако светските стандарди и меѓународните документи и меѓународната пракса укажуваат на тоа дека и сексуален однос без согласност, без изрично дадена согласност од страна на двата актери во тој сексуален однос се смета за силување. Така ние имаме случаи, правевме истражување каде што да речеме жени што употребуваат дроги, кои што додека се под дејство на психоактивните супстанции, се сексуално злоупотребувани без нивна согласност. И имаме еден куп други такви примери каде што може да настане силување без жртвата да може или да даде да се спротистави на начин на кој што тоа го очекуваат обвинителството и полицијата. Тие дела што ги спомна портпаролот се однесуваат на тоа. Иако ние не согласуваме и со тоа како се предлагаат да бидат регулирани тие дела, меѓутоа во однос на декриминализација на сексуалната работа мора да се земат во предвид членот 205 и членот 191 од кривичниот законник.
Некаде пред крајот на разговорот би прашала и за инцидентот кој што се шпекулираше дека се случил тука во текот на вчерашниот ден при одбележувањето на светскиот ден на сексуалните работници. Дел од медиумите објавија дека имало тука инцидент, потоа вие демантиравте дека такво нешто се случило. Да расчистиме, имаше или немаше инцидент? Немаше никаков инцидент, значи настанот траеше од 10 часот до 18 часот. Постојано бевме тука, имаше минувачи, имаше посетители кои што специјално беа дојдени за да го видат настанот, имаше случајни минувачи кои што се интересира за настанот. Све помина во најдобар, најпозитивен ред. Исто сега користам прилика повторно да демантирам, значи само еден портал објави таква вест која што не е вистинита, инаку останатите медиуми, значи најпрофесионално и најетички известија и пренесоа за овој настан и навистина сме благодарни за таквиот начин на известување. Можам да кажам дека со исклучок на тој еден портал имаме навистина огромен напредок доколку го споредиме известувањето на пример што се случуваше во 2008 година, што го спомнав за рацијата, каде што сите медиуми портали известуваа навредувачки, стигматизирачки, дискриминирачки. Денес во 2021 година сите медиуми, вести, портали пренесоа значи на еден убав начин го известија настанок онака како што треба со исклучок на овој. Значи повторно ќе кажам, инциденти вчера не се случија и настанот помина во многу позитивна и убава атмосфера. Јас тука никаде ќе ви заблагодарам за вклучувањето во утрински брифинг. Нас времето веќе ни истече кое што беше предвидено за ова утринско вклучување. Се надевам дека ќе имаме можност повторно на слични теми со нови моменти да имаме прилика повторно да разговараме. Благодарам уште еднаш за поканата и што ни давате простор да кажеме за тоа што го работиме. Уште еднаш ви благодарам. А ние се одјавуваме од градскиот парк. Следна содржина во утрински брифинг се вестите во 9 часот.